ние сите можеме да не правиме лоши работи, Така. ама тоа ќе значи дека можда нема да правиме ни добри работи. Да. А ова другото златното правило вика прави го. Едното то правило од Конфуција е до некој степен пацифизам, а ова Христовото правило прави добро е баш како што спомна проактивност и подобрување на светот во кој што живееме. Баш интересно, кога ќе станеш денот почнува, ама како ќе гледаме ние после на тој ден и на она што можеме да придонесеме во светот. Едноставно, барем јас го гледам така, што можам денеска корисно и вредно да направам за некој друг. И затоа е исклучително потребно на самиот почеток, значи пред бизнисот да почне, седни, отвори ги прашањата на твоите вредности и навистина одговори ги. Зошто? Одговори ги, запиши ги. Зошто? Ради тоа што ќе дојди, сигурно ќе дојди момент во твоето работење кај што ќе се најдиш, така кажано, на искушение за секоја од тие твои вредности. Ако е чесност, сигурно ќе дојдеш во ситуација кај што ќе бидеш во искушение дали да продолжам да бидам чесен или да направам мала отстапка за своја материјална корист. Здраво на сите и добре дојдовте на подкастот Вера и работа. Ние сме Филип и Игор, кои што ќе го водиме овој подкаст и кои што ќе има за цел да ги допризнеме, да ги доближиме оние два концепти кои што можеби и некако ги гледаме различни во живеењето и во светот, верата и работата. И каква врска имаат една со друга и како се испреплетуваат една со друга. Ќе имате можност да гледате и гости кои што ќе кажуваат за нивните релевантни работни места и нивната вера во работните места и исто така ќе имаме доста интересни стории, верувам, кои што ќе го задржат и вашето внимание и ќе ви донесат вредност. Сега накратко ќе се представиме и можеме да почнеме со нашата прва епизода. Игор, здраво. Здраво, Филип. Ке сакаш да се представиш, еве ти прв? Да, може, ќе оскршиме мразот. Значи, јас сум Игор Матевски, собственик на приватна фирма во Охрид, работиме дигитален маркетинг и веб девелопмент, веќе 15 и кусур години, работиме исклучиво со странски клиенти, ама одлучивме дека ќе вработуваме исклучиво наши работници, така да носиме работа во Македонија од ширум светот. Да, супер. И јас да се представам, Филип од Скопје, сметководител и исто така проект менаџер во Linkacross, поточно Growbiz програмот кој што го имаме и така, како и што ти што кажа, исто јас сакам да придонесувам во македонската економија, во Македонија едноставно да биде поубаво место за сите нас. И се надевам дека со преку некој наш личен пример можеме да го достигнеме тоа. И сега, како е да се води, кажи ми, Игор, приватен бизнис во Македонија? Голем предизвик е. Јас лично сум немал некои големи проблеми со институции, така да не можам да речам дека климата во Македонија е за никаде, како што за жал е насекаде што со други луѓе со кои што сме правеле муабети, првото е леле за никаде, леле вакво е, леле такво е. Моето лично искуство е баш спротивно, дека сум немал проблем со институции, сум немал проблем со државата под наводници. Кај нас поголемите предизвици беа од воспоставувањето на работна култура. Кај што нели ние сме културолошки гледано по источна земја, додека клиентите ни беа западни, западни, и го имаме тој расчекор, културолошки расчекор од типот кога ќе кажеме дека проектот треба да се пушти на тој датум, Западот очекува дека баш тогаш треба да се пушти, без никакви багови, без никакви проблеми, додека кај нас културата повеќе од прилика на тој датум нешто ќе пуштиме, да, и после кога ќе излезат сите багови, сите проблеми, од тогаш ќе ги решаваме. Така да кај мене повеќе го гледав тој расчекор на култура за работење, на очекувања, на тоа што значи готов проект. Така да по би го рекол дека проблемот беше од однесувањето према работата, отколку дека во Македонија беше нешто посебно тешко или посебно лесно да се тера бизнис.
Да, од тој аспект барем кај мене го немаме толку тој предизвик, бидејќи роковите се законски зададени и мора да се запазат. Воспротивно имаш казни, така да тој момент можеме да го избегнеме или мораме да го завршиме секако за да се пушти до тој одреден датум потребниот документ до институциите. Така, со тоа што мислам дека кај во твојот бизнис да ти обслужуваш крајни клиенти, ама твоето сработено е заправо пред државата. Така е, да. Јас она што треба го направиме клиентот, тоа што тој го сработил да го прикажам правилно пред државата на некој начин во оној термин кој што го одредила, пред оној термин по право. Како е да вработуваш македонци кои што викаш на тој начин некој пат имаат потешкоти во однос на таа култура, бидејќи ти кога комуницираш со некој од страна клиент кој што има очекувања прецизни и точно договорени, ние знаеме и голем дел во тие договори се многу слободни кај нас, во смисла усмени, ајде ќе се договориме, ќе ова. Иако гледам во последни години тоа многу повеќе се заострои, многу повеќе се внимава. Како било твоето искуство или дали некој пат си имал некоја негативна ситуација или негативна работа која што се случила во однос на тоа, со работката со странските клиенти? Некои лоши ситуации сме немале и мислам дека тука повеќе благодарение на тоа што јас веќе долги години уназад бев во директен и скоро секојдневен контакт со американци. Така да таа моја балканштина на некој начин се постреди веќе пред да влезам во бизнисот. Така да сме немале некои сериозни, големи проблеми, повеќе биле некои ситници на ние ги стававме во кутија на недоразбирања, ама тие сепак беа наши различни пристапи пред све према тоа што значи да е готов проектот и што значи да се пушти на тој и тој датум. По-големи проблеми сме имале, да речам, со самите вработени. Идејата мене ми беше дека јас уште од сам почеток ќе земам луѓе кои што се без работно искуство, кои што се тазе дипломирани, дали графички дизајнери или новинари или софтвер девелопери, кај што работната теорија тогаш ми беше дека децата кои што ќе излезат од факултет ќе се неизвалкани или не корумпирани од работната атмосфера во Македонија, иако ништо друго дека ќе почнеме од една позитивна нула и дека од таа позитивна нула на култура за работење, дека само ќе градам према горе. Значи очекував дека ќе најдам луѓе кои што немаат негативна перспектива према работата. За жал она што го приметив скоро одма кога почнав да ги вработувам луѓето беше дека тие иако се без еден ден работен стаж, тие веќе имаат некаква негативно расположение према работата и таа моја идеја или очекување дека ќе бидеме на позитивна нула, усвари испадна дека не е така. Дека сме далеку испод таа нула, дека сме веќе во црвено влезени и дека веќе имам некои навики и размислување и ставови кои што треба да се менуваат. Така да тоа ми беше така најголемото изненадување, непријатност. Така да тоа беше сепак со нашите луѓе. Да, она што каже интересно во однос на како ја гледаме ние работата, зашто често пати, и на интернет гледам, често пати ни се презентира таа тема како мачно е да работиш, зошто да работиш од 9 до 5, јас ќе ти понудам полесен начин и луѓето продаваат разноразни курсеви, методи како ќе работиш само 2 часа и ќе заработиш месечна плата и ќе живееш негде на остров или на плажа. И им успева веројатно и тие луѓе кои што ги продаваат тие курсеви, тие обуки, они го живеат можеби тој начин, бидејќи има луѓе кои што веруваат дека работењето е мака и дека можат со тој курс, со тој тренинг да го живеат оној живот кој што би сакале да го живеат. Но го гледам проблемот тука можеби во она што го кажи ти, како да гледаме на работата. Дали ја гледаме работата како
нешто што е мачно, морам сега да го завршам, или дали има други размислувања во однос на работата? Дали има, знам дека ти многу имаш читано и размислувано во таа сфера теологија на работа, каде што работата има многу поголема смисла отколку само да преживеам и само да денеска ќе си ја завршам, ќе дојде петок, еве можам да отидам викенд, да прошетам, да уживам, понеделник пак ќе се мачам. Како да го промениме тоа? Како да имаме различно гледање на тоа? Дали имаш некоја идеја? И како тебе ти помогнало да не ја гледаш маката на секојдневното станување, саба или работење? Огромно прашање. Мислам дека ќе ни треба цела сезона на подкасти да ги објасниме сите тие прашања и сите компоненти што ги покрен. Ама сега, барем на кратко, ептен во кратки црти, чисто само да ги чепниме тие проблеми. Дали има други размислувања за работа? За жал од она што го имам видено кај нас во Македонија, и од муабети што ги имам праено и со луѓе од Србија, и од Бугарија, и од Хрватска, горе-долу расположението, значи на таа наша бивша Југославија или таа источна Европа, од прилика е тоа. Работата е некоја мака, некоја проклетија, нешто што ти мораш да го работиш, да го направиш, што ти е наметнато на сметка на твојата слобода. Така да имам приметено дека луѓето ќе гледаат работата и слободата, личната слобода како две спротивставени работи, дека ти не можеш да бидеш слободен човек со дека работиш. И кога ќе престанеш да работиш, тек тогаш си слободен човек. За разлика, значи, од тоа такво размислување на работата како живот во робија, на запад имам приметено, посебно преку разговори со клиентите, дека на работата се гледа како на нешто што е исконско длабоко мое, кое што јас го работам, ама како што тоа нешто го работам, тоа ми прави нешто и мене. Дека моето снажно и професионално работење мене ме менува внатрешно. И дека јас преку таа работа се обогатувам, станувам подобар човек, од една страна, од друга страна покорисен човек за општеството. Тој западен пристап на работа е диаметрално спротивен од она што го гледам кај нас. Како тоа би се решило? Па мислам дека баш преку вакви разговори, како што ги имаме на овој подкаст, се надевам дека тоа ќе биде некој наш мал придонес, за да, ако ништо друго, барем да поставиме добра диагноза. Пошто гледам кај македонски фирми дека се трошат многу пари на тимбилдинг, на обуки за ова, за она, на шетања, на излегување на кафе, на пијачки, на јадење како тим. И тие сите работи се окей, ама преку тие работи како фирмите да се мачат да го убедат да ги убедат своите вработени да работат повеќе, а не согледуваме, не препознаваме дека проблемот е во тоа како ние го сваќаме работењето, дека ние го сваќаме работењето како робијаштво. И нема што ние да направиме, за да ги натераме луѓето кои што се вработени со уживање да работат. Да. И испаѓа дека целата таа индустрија на тимбилдинг е како да сакаме да ги убедиме луѓето кои што се затворени во работата да уживаат во тој свој затвор, а не е можно. И се надевам дека преку овој наш подкаст ние ќе покажеме на добра диагноза дека не, работата не е робија, работата е нешто сосема друго, а што све работата може да биде, ќе го разглабаме на долго и на широко. И последната компонента од прашањето како јас го решавам тоа мое станување од Сабајле, порано ми беше потешко, а сега последниве години, благодарение на тоа што сум татко со дете кое што веќе оди на школа, морам да станам. Така е, да. И шом станеш, тоа е тоа, денот почнува. Почнува, да. И како ќе, баш интересно, кога ќе станеш денот почнува, ама како ќе гледаме ние после на тој ден и на она што можеме да придонесеме во светот. Едноставно, барем јас го гледам така, што можам денеска корисно и вредно да направам за некој друг, нели, да му послужам на некој друг, да му помогнам на некој друг. И да, веруваме, тешко прашање, доста и за млади. Јас гледам многу луѓе кои што се
преквалификуваат, одат во други индустрии поради тоа што можеби им нуди по-флексибилен начин на живот, работа од дома или работа од каде сакаш, повисоки примања, но сепак сум го приметил тоа дека повторно кај тие луѓе ќе се јави она можеби празнина и нас обично брзо ни издосадуваат сите работи. Ќе земеш некоја нова кола, ќе ти издосади. Ќе земеш нешто друго ново, точак или што и да е, повторно ќе ти издосади. Истото е, мислам дека и со работата, доколку не го најдеме она вистинскиот внатрешен порив или мотиватор што ќе не бутка напред, ќе биде секој пат нешто што ќе не спречува да имаме правилен поглед на работата. И да, предпоставувам и некој пат може да биде и доколку имаш предпоставен, дали е директор, дали е некој шеф или што и да е, некој предпоставен кој што можеби е негативно ќе ти влијае на целиот тој работен процес или емоционално. Знам многу луѓе кои што се емоционално потрошени кога одат на работа. Они сака да допринесат, сака да направат нешто добро, но емоционално они се многу потрошени, бидејќи сите оние врски кои што се случуваат, сите оние односи во фирмата или однос со претпоставените, може да биде многу проблематичен. И тоа е на некое повисоко систематско ниво што треба да се работи на општествено ниво, као што кажа, можеби ние овде повеќе гледаме на работата како мачење, а не го гледаме она што можеме да креираме денеска за другиот. Ми се свигаш ова како го кажа дека денеска кога јас ќе почнам да работам, дека резултатот на тоа мое работење треба да биде некакво добро за некого. Да. И ми е интересно за баш од таа перспектива што ја имаш како сметководител, дека да, твоето работење е да му послужиш на својот клиент, ама од друга страна ти со тоа твое добро работење како сметководител придонесуваш кон она што на западот се вика општо добро. Дека со твоето следење на законите ти усвари допринесуваш да во државава воспоставиш некаков ред. Пошто знаеме на кој начин се размислува овде дека скрати од данокот, скрати од ова, скрати од она и цело време работењето на приватникот се сведува на грабање. Да. Кое што ако сите грабаме, после некое време ќе дојдеме во ситуација кај што она нашето заедничко добро е скрос разграбано и веќе нема што да се граба. Види, тоа мислам се поврзува и со многу нешта. Ајде покрај тоа и во таа работа, но едноставно кога треба да поминеш технички преглед на колата. Имам таму пријател, ќе го пројдам и ти утре одиш со, да речеме, небезбедно возило, возиш и одиш на улица каде што можеш, не дај Боже, да предизвикаш нешто. И тука целиот еден таков систем кој што гледаме полесен отпор, ајде бе, знам, ова може да пројде. Ајде бе, тука имам дете, имам човек, ќе пројде, ќе се заврши таа работа и целиот тој начин на функционирање едноставно се поврзува на еден систем кој што не е стабилен. Ако ти те пушти некој на технички со возило со неисправна рачна или со кочници или што и да е, и во тој случај ти ризикуваш да одиш нели во сообраќај со неисправно возило. Тоа исто и со све друго, со неисправни не знам, да речеме со некој, не ми текнува некој идеја, ама може да се појави со многу работи или кога градиме нешто, доколку не се искористи правилен тип на бетон, на цемент, на сите оние работи кои што се потребни за градење, тогаш ризикуваме ако основата не ни е силна и не е изградена на правилна основа, тогаш може да падне целата градба. И она што ми се допаѓа во Библијата што го пише, кога почнуваш да градиш нешто, кога почнуваш да градиш куќа, прво пресметај колку можеш, како можеш и изгради ги темелите на цврста основа. Да ги изградиш и твојот бизнис, и мојот бизнис, и што и она да го правиме, прво да ги имаме онаа цврста основа која што ќе ни помогне врз тоа да можеме да градиме и да напредуваме. Да, мислам дека тоа е баш слично на тоа општото добро што го спомнавме преска, што на западот го има, кај нас го нема како
како начин на размислување. Ние мислам дека го неаме во нашето секојдневно разговарање, ние неаме идеја на општо добро. Кај што бизнисот или собственикот на бизнисот го води својот бизнис и поентата на успешниот бизнис е само материјално подобрување. Материјална бенефит на собственикот, а не придонесување за општото добро, прво, со добри услуги, ето ги спомна градењето, значи имаме ние и во Охрид, и во Скопје имаме експлозија на градежниот сектор, кај што поентата е да се направат што е можно по повеќе станови, по поевтина цена, да се продаат што е можно по повисока цена, а дали комуналите се тука, дали паркингот е тука, сега вртев околу за да најдам паркинг, ради тоа што секоја куќа која што беше овдека сега стана мини зграда. Инфраструктурата не може да одговори на тоа брзо грабање за профит. И се надевам дека со нашиот подкаст баш и ќе почнеме да чепкаме на темата кои се резултатите од нашето работење, дека не може да бидат само ја да заработам повеќе пари. Мислам дека слушав едно предавање кај што уз шала беше кажано, па ако поентата на бизнисот е само да се заработат пари, ајде тогаш сите да бидиме криумчари со дрога или со не знам што, пошто тука има шептен голем профит. Ама ниту еден човек со здрав разум нема да рече ајде сите така да правиме. Значи има една димензија во бизнисот, во работењето која што кај нас не се спомнува, а сепак треба да почнеме да ја спомнува и се надевам ние ќе сме да го скршиме мразот. Да. Доста потребна тема, но сум приметил во последно време, барем и преку нашава Гробис програма, дека има се повеќе луѓе кои што млади и повозрасни, би рекол, луѓе кои што сакаат да започнат нешто свое, и дел од меѓу првите прашања со кои што почнуваме се вредностите на кои што се заснова твојот бизнис и зошто си во бизнис. И тоа е на некој начин да му помогнеме на оној кој што ќе отвори сопствен бизнис и ќе реализира својата идеја, да му помогнеме да размисли зошто јас го почнувам овој бизнис. Да, профитабилен дел, сам свој газда, но сепак и сето тоа си носи доста последици и одговорности кон тоа, но сепак подлабокото зошто и кои се твоите вредности кои што ти ќе ги внесеш во бизнисот. И многу интересно доаѓаат сите до еден заклучок дека па моите лични вредности јас ги префрлам во бизнисот. И јас каков што сум како личност, сакам и мојот бизнис да биде одраз. Зашто јас ако кажам јас не сакам да лажам, не сакам да крадам, не сакам да мамам, во бизнисот нема да го правиш тоа, ако тие се твои лични внатрешни вредности што ги носиш. И многу интересно е за кога ги поминуваме овие теми, кога разговараме, дека се доаѓа до тој заклучок и најчесто можам да кажам дека сите, голем дел од нашите клиенти не го ни размислиле тоа прашање за вредностите во нивниот бизнис и целта која што сака да ја исполни бизнисот. И многу интересно е што има и многу други колеги кои што работат во тие отпочнување нови бизниси, менторирање, коучинг, стартапи и сето тоа, и се помалку се врзува она да си се вработам ја државно, па после нека тера животов, јас да си влезам таму, да добијам решение и тоа е тоа. До пензионирање сум таму. И гледам дека многу поголем дел од младите, што е охрабрувачки, мотивирачки да се работи и повеќе, е дека се одлучуваат за собствен бизнис или се одлучуваат да влезат во дејност каде што не е само јас ќе влезам на државно и тоа е. Сега сум си безбеден, туку сакам да направам нешто повеќе. Барам смисла. Многу луѓе бараат смисла во својата работа, кој што се врзува со смислата во животот. Да, се сеќавам на почетоците на баш на Гробис програмата, кај што имавме, мислам дека беа 8 како главни поглавија што требаше секој бизнис да ги помине и инсистирањето, можда непријатно од моја страна што на инсистирањето, ама чекај, треба да го вметнеме прашањето зошто влегуваш во бизнис. Добро е да слушнам дека помладиве луѓе сега веќе кога ќе почнат бизнис размислува дека тој мој бизнис ќе е некаква надворешна слика на моето размислување.
од искуство што имам приметено е дека ако младиот човек на сам почеток не ги постави или не биде предизвикан со правите прашања, понатаму кога ќе дојде ситуација да се носат некакви одлуки, човекот по некој автоматизам ќе почне да ги работи работите што се прават околу него. И затоа е исклучително потребно на самиот почеток, значи пред бизнисот да почне, седни, отвори ги прашањата на твоите вредности и навистина одговори ги. Зошто? Одговори ги, запиши ги. Зошто? Ради тоа што сигурно ќе дојде момент во твоето работење кај што ќе се најдиш, така кажано, на искушение за секоја од тие твои вредности. Ако е чесност, сигурно ќе дојдеш во ситуација кај што ќе бидеш во искушение дали да продолжам да бидам чесен или да направам мала отстапка за своја материјална корист. Или ако е третирање на своите вработени фер. Сигурно ќе најдеш во ситуација кај што ќе се најдеш, кај што ќе сакаш да згазиш преку другиот за своја корист или да си го заштитиш бизнисот. Ако не ги имаш запишано тие твои заповеди за тоа како ќе се однесуваш, ќе дојде време кога ќе треба да ги газиш. А кога ќе се запишани, малку потешко ќе се газат. Така е. Кај нас доста се врзуваат и оние моменти со снаоѓање. Се снајде. Се снајде. Добро му е, се снајде. Добро е, се снајде. Да, можеби снаодливоста е добра, но дали на долг рок таа снаодливост би била... И што всушност значи се снајде? Не знам, јас не го разбирам некој пат тоа се снајде. Дали е најдов врска таму, па ми помогна и се снајдов, или на некој неубав начин сум влегол негде, сум завршил некоја работа и се снајдов, или дали таа работа јас сум ја заслужил, дали јас сум учел доволно за таа работа, дали јас сум се трудел доволно за таа работа, отколку само се снајде. Можеби кај нас е таа култура многу позачестена, во смисла се снајде, имаше таму човек, го бутна, влезе и сега му е во ред, се снајде. Но верувам дека доаѓа време кога тој збор или тој метод на снаоѓање нема да донесе дејност, нема да донесе вредност долгорочна, пошто ти не може, ако е некој хирург, да биде се снајде, он влезе и ќе биде хирург. Мораш да знаеш што правиш како хирург, како и во секоја друга работа, и автомеханичар, и клучар, и што и да е. Мораш да имаш за тоа некои вештини за да можеш да влезеш и да работиш. И така би требало да биде. Секоја работа која што се прави да не биде на основа на снаоѓање, туку да биде на основа на вештини. И веројатно повторно доаѓа до оние лични вредности кои што ги имаме, дека јас сакам ако сум за таа работа способен и да сум неспособен, ќе бидам покрај некој кој што е способен, кој што ќе ми помогне. Никој не се родил учен и никој не се родил школован и со вештини, него ќе стојам, ќе работам покрај него и ќе учам од некој кој што му се восхитува можеби или би сакал да бидам како него еден ден. Така да тоа е едно нешто и во менторирањето што јас го гледам во коучингот, дека да, стварно учиме од луѓе кои што достигнале некои успеси и се многу по-паметни или по-искусни во моментот од нас и учиме, нели, од нив. Добро, затоа со учењето од другите, тоа е битно, пред све учење од тугите грешки, за да не мораме ние да ги повторуваме. Со тоа што мислам дека беше професор Стаматовски од Микросам, барем него му е препишана идејата дека ако учиме од иста книга, не можам да се согласам дека другиот ќе е попаметен од мене. Зошто? Ради тоа што учиме од иста книга. Така. Тој другиот не е нешто поголем или почовек од мене, значи сме на некое исто ниво, ама барем да учиме. И идејата за ето го спомна и хирурзите и клучарите, некогаш во животот ќе мораш да го грабниш животот. Со тоа што тоа грабање на животот треба да биде во ситуација да ти се докажеш дека си подобар од другиот, ама не да се снајдиш со тоа што ќе влезиш ради тоа што си поголем лакташ
и усвари си носиш себе си штета, му носиш штета на тој другиот кој што бил подобар и во крајен случај го оштетуваш општеството со тоа што ти стануваш или клучар или хирург, а не си баш остручен за таа работа што ја работиш. Мислам дека кај нас е таа идејата за снаоѓање е за да изградиме живот со помал отпор. Како маката во животот да е нешто од кое што треба да се бега, а не сме свесни дека сме дошле на овој свет преку маката на нашата мајка која што се породила. Значи, од самиот почеток, од самото раѓање, животот не е бајка. Животот е борба и погрешните очекувања од животот, дека животот треба да биде лесен, без проблеми, без предизвици, изгледа кај нас има изградено некоја идеја дека треба по било која цена да се снајдиме под наводници, па дури ако тоа значи дека хирургот ке во незнаење ке убива наместо да лечи. Да, се согласувам, но кај нас често пати влијание има и политичката определба, и тоа е нешто што е многу може да ти го влијае на твојот тек на животот и професионален развој и кариера. Не знам колку е тоа застапено во други земји, во западни земји, па и источни земји, колку е тоа застапено од твојата политичка припадност или активираност, но сите знаеме кај нас дека е доста застапена и дека често пати се поврзува со сите тие концепти на знае, на снаоѓање, на врски, на познанства, кои што, сега е тој од таа и таа партија, он ќе влезе наместо некој кој што може би е стручен и повторно се вртиме во оној круг и не излегуваме. Па, за жал, испега дека целата држава е подчинета на политиката. Баш разгледував една книга Why Nations Fail, напишана од двајца економисти, професори по политичка економија, не се сеќавам точно кај беа. Идејата тука беше дека не можеме ние да имаме уредено општество без политика, без државен апарат. Ама државниот апарат, па од друга страна, не треба да биде цицач на економијата, кај што економијата мака-мачи за да обстојува, а политиката е тука само да ги испумпува, да испумпува вредноста од економијата. Идејата кај професорите беше дека нациите кои што пропаѓаат ради тоа што имате економија која што е затворена, која што не е отворена за иновација, во која што не може да влезе било кој, а од друга страна имате политика која што на економскиот успех предаторски настапува. И сега мислам дека кај нас имаме некоја чудна клима на економија во која што не баш секој може да влезе толку лесно. Нели ги имате минимумите за отварање на фирма, основачкиот капитал, ако е некаков услужна дејност, например некој ресторанче, значи тоа ресторанче треба да има не знам каква кујна, по хаса, по ова, по ова. И онако ќе собери човек сите работи колку е потребно за да влезе во некој бизнис, ќе рече па години ќе ми треба да го направам овој бизнис. Тие кои што ќе се осмела да го отворат, ајде го зедов ресторанот како пример, после тоа има предизвици со пазарни инспекции, со санитарни инспекции кои што да дојдат и да проверат, да ги уочат недостатоците и да му кажат на газдата, ова треба да го средиш. Ама државниот, барем од она што го имам слушано, државниот апарат настапува како рекет. Кај што ти, ради тоа што не знам, прекидачот во скриената врата во кујната ти не е спрема некои стандарди, ради тоа сега ти треба да платиш не знам какви цифри, и испега работата дека ќе се осудат да отворат ресторан. Или тие кои што имаат претерано многу пари, а не знаеме како ги заработиле, или па тие кои што се доволно блиски до државниот апарат, за да знаат на тој ден иде тој човек, вака и вака ќе постапиш и решена работа. Да, те разбирам. Во последно време сум видел дека се изречени неколку опомени во смисла за некои работи кои што барем кај фирми во некои разговори каде што
да, имало некој пропуст кој што бил од незнаење или немало доволно информираност, каде што еве општеството или таа институција може да работи да донесе поголемо известување или поголема информираност на тој што сака да отвори бизнис, кои се неговите обврски. Гледам дека има иницијатива за подобрување на тоа, но да, сепак мора да ги има тие стандарди кои што мора да се задржат и се стварно многу и доаѓа моментот на информираност каде што државата ќе има, не знам на кој начин, ќе може да ги информира. Сакаш да отвориш кафанче, имаш таков правилник, овој правилник за вработени, за хигиена, агенција за храна, значи сето тоа што е потребно да може да се заврши како што треба и гледам дека има подобрување и движења во таа насока. Пошто ги гледам секојдневно тие работи, можеби кај тебе не ти се предочи толку многу со твојата дејност, али јас ги гледам дека има некое подобрување. Сепак зависи секогаш до личниот капацитет или она што сака оној кој што го контролира во моментот неговата желба или како сака да направи, но во глобала гледам некое подобрување во таа сфера и во однос на корупција таа постои секаде, не дека не постои. Еве гледаме колку скандали има и во Америка што се врзуваат со високи политички функционери. Знам дека каде беше во Германија директорот, дали на Ауди беше, на која отиде дури и во затвор поради прикривање на она колку имало емисии од Volkswagen, од автомобилите, значи прикривање на емисиите. Така да секогаш човекот кај што има шанса, мислам дека Макијавели го имаше кажано тоа, дека кога има шанса, значи некој ќе се приклучи, ќе ја зграби таа шанса, но оној кој што нема да ја види таа шанса, се смета себе си за чесен човек. Значи тој некој човек оди на работа, ако му се укаже шанса за нешто да направи, ќе ја зграби, ќе ја земе таа шанса. Оној кој што нема шанса ќе каже, па јас сум си чесен, јас сум добар човек, чесен сум. Еве во тој случај гледаме имало шанса, ќе ги намалиме емисиите, ќе ги прикажеме различно. Не дека не се случуваат тие коруптивни настани таму, ама кај нас се на многу ниско ниво, на многу, мислам, на секаде можеш да видиш дека ќе се случи некој тип на корупција, што можеби за обичниот граѓанин во Западна Европа, во Америка е недостижно. Но во високите кругови верувам дека и како се врзува или се случува тоа. И повторно се враќаме на оние лични вредности, лични уверувања, дали веруваш дека тоа што го правиш не е етички, не е морално и му наштетуваш на општеството и наштетуваш на некој друг. Така да повторно се враќа до оној круг на сопствени верувања. Интересно ми е што го спомна Макијавели, пошто нели идејата кај него беше дека таа негова позната изјава дека целта ги оправдува средствата, дека тој усвари ја има свесно напишано како начин да му се умилкува на не знам точно кој беше од водечките фамилии, дали беа Медичи или не знам, не е битно името, не сум сигурен. Ама идејата беше дека Макијавели ја пишува книгата со цел да му се умилкува на водачката фамилија, надевајќи се дека тие ќе го вработат да биде тој советник во градот од да речам како нивни представи. Ама кога ја прочитале книгата, самите тие водачи кои што Макијавели ги смета за корумпирани, викаат не, ова не е сликата на која што ние сакаме светот да не познава, и уствари се дистанцираат. И она што требало да го лансира Макијавели во поуспешна јавна функција, уствари го сериозно го уназадило, ради тоа што и во тоа време луѓето сепак, дури и тие бескрупулозни сопственици на градот, имале некаков срам, ајде да кажеме дека не можеме ние да настапиме со идејата дека целта ќе ги оправда средствата, па ќе газиме или ќе правиме све што сакаме. Да. Кај нас мислам, не знам сега да не плукаме премногу на она што е наше само ради тоа што е наше.
Така. Се согласувам дека во Македонија последниве 10 години има голем напредок од тоа, посебно од јавните институции, како пристапуваат према малите фирми. Не можам да зборам према големите како е, пошто не сме таму. Да. Мада шо, мислам, дефинитивно да го пофалиме, секој обид да се подобрат работите, ама во исто време да кажеме дека јавните институции имаат уште простор за работа. Ево пример ми падна во очи, дали беше данок на имот или беше некаква давачка беше, и сега нели градот, во мојот случај беше градот Охрид. И се од градот Охрид јас добив известување дека треба да го платам данокот. Арно, ама колку што се сеќавам беше документот кај што не пишуваше известување или решение, пишеше опомена. И она, чекај малку, зашто ме опоменуваш? Ако ова е прв твој контакт со мене оваа година, тогаш ти на основ на што ме опоменуваш? Така е. Или пак и со големи букви напишано, па со извичници, луѓе, спуштете малку реторика. На тој пристап на јавните институции мислам дека треба доста да омекне, и јавните институции да сватат дека ние не сме ние на спротивставени страни, дека не е јавната институција против приватниот бизнис. Засега мислам дека е. Ама тоа треба да се поправи, заради тоа што ако немаше приватен бизнис, јавниот сектор нема од кај да функционира. Ние немаме нафтени полиња или златни рудници или било што, како што има Русија, па ќе го експлоатираме она што Господ ни го дал, и на сметка на тоа ќе газиме по тие кои што сакат некаква економска активност да направат. Кога тоа ќе се деси, немам појма. Мислам дека и ние како рамноправни граѓани во демократска земја можеме да го покрениме прашањето и да кажеме, ова супер е, ама ова ваму не чини, значи има место за подобрување, и пак ќе се врати на тоа и поединецот и групата или тимот во кој што работи. Кои се вредностите? И ако веќе прашуваме за вредности, можда ќе дојдеме во ситуација како што мислам дека беше во Англија на една дебата, кај што се покрена прашањето дека треба да се вратиме на традиционалните вредности. Контрапрашање на политичка дебата беше. И контрапрашање беше, а чии вредности ќе форсираме? Така да ние како народ, кој што велиме Македонија е територија за држава на различни народи, имаме различни култури, ама сепак некакви допирни точки треба да имаме, некаква база заедничка треба да имаме, кај што ќе се согласиме дека не е окей да се оштетува државата во која што живееш. Не е окей да го крадиш бизнисот од кој што јадиш леб. Не е окей да ги газиш луѓето кои што го овозможуваат твоето работење. Ама тоа се еден куп теми кои што имаме бајаги за што да правиме муавет. Така е. Добро, во однос на тоа да доста зборевме за доста различни работи, за вредности најчесто, на што се основаат твоите вредности по кои што ти живееш, ја водиш својата фирма, работиш, комуницираш со луѓето, која е основата на твоите вредности? Народно кажано би рекол дека сакам еснафлук. Тој е нели турски збор од еснафите на времето, што биле уствари здруженија на мали занаечи кои што се договарале начините на работење, се договарало дека ќе има некој кој што прв ќе дојде во чаршијата, ќе се осигура дека сите мали продавничња си се тука, дека нема уништување на заедничкиот имот, дека нема некој да се шири на сметка на другиот. Значи, така со еден збор би рекол дека вредностите би произлегувале од тој еснафлук. Ниво под тој еснафлук, мислам дека пак би се вратиле, иако еснафлукот нели е турски термин, и самиот ислам мислам дека ќе не донесе назад до тој монотеистички начин на размислување, кај што ние како луѓе признаваме дека ние сме создадени од некој кој што е над нас и дека ние сме пуштени овдека на земјава како некои агенти на подобрување на земјата. Кај што нашето работење не треба да биде на
на сметка на планетата. Значи ние нема да се изживуваме со ресурсите кои што ни се така речено од Бога дадени. Нема да се изживуваме со ближниот тој што е до нас, иако тој ни е вработен или иако тој ни е дури и конкурент. Значи честноста на работењето би рекол дека го се обидувам да живеам онака како што Библијата нас ни налага за живот. Не тврдам дека во секој момент таков сум, ама сакам да се стремам. Можда таа јудео-христијанска монотеистичка идеја за тоа кој е човекот, што е работа, како ние го подобруваме светот, тие се можда идеали, можда тоа некогаш во бесконечноста ќе го досегнеме, ама сепак иако денеска не можеме да го досегнеме, барем гаѓаме во таа цел. Да. Така да би рекол дека моите вредности барем на некое теоретско, а до некогаш и до практично ниво се христијански. И да, прости ми Боже за сите тие моменти кога ќе сгрешам. Да, кога нема да можам да одолеам на така тие искушенија. Така е. Да, мене ми се допаѓа многу и оно од Библијата каде што вика прави му го на другиот она што сакаш тебе да ти го прават, како златно правило, која што не тера на една проактивност, која што не тера да ако да сакам едноставно да ти направам кафе, да ти дадам кафе или да ти дадам добра услуга или да ти помогнам со нешто, и ако тргнувам од тоа, ако тргнувам од тој момент, ако размислувам да би било убаво некој ако на тој начин ми направи на мене, јас ќе го направам тоа без да очекувам дали некогаш ќе го направи или не. Сепак работното место, фамилијата, пријателските кругови би биле едно подобро место за живење и функционирање. Да, и добро е ова што го спомна дека тоа сепак е златното прави му го нешто тоа што сакаш, а од друга нели е народно попозната изрека, мислам дека беше од Конфуција, не му го прави она што не сакаш тебе да ти го прават, што и тие се многу различни уствари. Ние сите можеме да не правиме лоши работи, ама тоа ќе значи дека можда нема да правиме ни добри работи. Да. А ова другото златното правило вика прави го. Едното правило од Конфуција е до некој степен пацифизам, а ова Христовото правило прави добро е баш како што спомна проактивност и подобрување на светот во кој што живееме. Без да очекуваме дека некој нешто нам треба да ни плати. И мислам дека тука веќе би ја чепнале идејата за тоа зошто постоиме и зошто работиме. Дека моето постоење не е само заради мене, дека јас имам некои внатрешни квалитети, некои своји интереси, некои своји способности, кои што ми се интересите можда ми се од Бога дадени, а мојот придонес е да ги развијам тие интереси, со тоа што имам едно добро преклопување измеѓу она што ми е дадено и она што го гледам во општеството дека фали. Така да моите дарби можам да ги дадам во тоа општество. И до некаде можда ова е анти-имиграцијски став, кај што не случајно сме ние овде. Иако ние постојано имаме тој brain drain што го викаме, па не е чудо дека нашата држава се мачи. А некои странски држави ќе просперираат ради тоа што тоа наше интелектуално одливање од државата во Македонија ќе направи некој вакуум кој што нема на кој начин да биде пополнет. И тогаш не чинело ова, не чинело она. Па да, врати се и поправи го. Така е. И има голем број, сум сретнал доста луѓе кои што се вратиле, научиле некои нови виштини, некое ново функционирање и постои тој тренд на враќање, но сепак доколку не сме ние промената која што сакаме да ја видиме, тешко е да се створи и да се создаде некоја промена и во општеството и во животот и во делувањето. Нека почне од нас самите онаа промена што сакаме да видиме. И би рекол едно не розово гледање, ама во исти момент и па не црно гледање. Пошто не е Скопје истото што беше пред 20 години или пред 10 години. Не е Македонија на истото место. Ние имаме дефинитивно напредок.
ама имаме некоја тенденција да плукаме по своето и да го фалиме туѓото. Да. И некако ми е жалосно да треба луѓето да заминат од Македонија, да видат како е да бидиш надвор некаде, да се судрат прво со културолошките проблеми што секој македонески ги има. Значи да дојде после пладне ти да немаш на кого да му се јавиш за на кафе да излезиш и после некое време да не сакаш да излезиш на кафе. Па тоа е како обезличување за кое што Маркс зборува во тој капитализам кај што човекот престанува да биде поединец. Јас сакам и со нашиот подкаст ние да ги потсетиме луѓето дека живееш во место кај што кај да копниш ќе најдеш вода. Оди некаде, не знам, во Америка па треба да се убиеш од бушење во и нема ни да смееш да го направиш тоа нешто. Имаме планини, имаме реки, имаме преубава природа. Да, треба да се исчисти, треба да престанеме да загадуваме. Ама ајде да престанеме прво да плукаме по тоа што имаме, после од добро да се движиме кон подобро. Така. Супер. Добро, драго ми е што денеска можевме да ги отвориме овие теми и да ја започнеме оваа прва епизода. Ќе ги поканиме да ни се приклучат и оние слушатели кои што ќе го сметаат овој подкаст за нешто интересно и нешто што ќе им донесе вредност и се гледаме во друга епизода со исто интересни теми и размислувања. Да, мислам, ние го спремавме овој подкаст како идеја повеќе од година дена ми се чини. И еве конечно веќе почнуваме со првата епизода. Само едно подсетување за сите гости и за сите гледачи кои што не гледаат, дека ние нема да тврдиме дека ние го знаеме, дека го имаме блупринтот за напредок. Ние само велиме дека имаме некоја појдовна точка, имаме некои идеи за кои што знаеме дека добро е да се разговара. Не ги знаеме сите одговори. Го знаеме патоказот, тој патоказ покажува во некоја магла, во која што треба да зачекоруваме и еден повик до сите гледачи, покрај тоа што би не слушале, би коментирале на она што го зборуваме, да уштат и своји прашања. Така. Многу би било интересно да можеме да видиме со какви прашања другите луѓе се судира, за да можеме да ги чепниме и нив, за да не дојде само дека ние проекцираме идеи, туку да имаме некаков фидбек и од слушателите, гледачите. Да, дефинитивно. И на нашата веб страна што е позади тебе ќе можат да дознаат повеќе за целиот овој проект, да постават прашања и ги охрабруваме да поставуваат прашања и да се уклучат во целата оваа дебата, што не засега сите нас.